13 часот го започнуваме последниот час од Play Cafe на Play Radio. Александар Тарабунов Тара го слушаме со Лек на рана и токму ова е најава за разговорот кој што следува во минутите посветени на македонската музика. Со Александар разговараме по повод на неговите две нови песни Заборави и Лек на рана, кои што Тара ги најави како летни хитови и на вистина кратко време откако беа промовирани веќе наидоа на одлични реакции на публиката. Александар, јас ви благодарам најпрво што прифативте да бидете на овој начин гостин во Play Radio во Стругоеве, можност да ги поздравите слушателите со оглед на тоа дека прв пат ни гостувате. Баш ми е драго, со задоволство да прифати поканата, да ги поздравам и Стружани. Одамна не сме се виделе, веќе година и пол, да кажам, може и две. Па се надевам дека за кратко време ќе има можност да дојдам и во Струга да настапам. Токму така и ние тоа ќе го очекуваме, да позборуваме за двете нови песни. На Лек на рана, освен изведувач, вие сте автор на музиката. Аранжманот го изработивте заедно со Роберт Билбилов, исто и на Заборави сте автор на музиката и аранжманот. Кажете ми, што се ве инспирира за создавање на музика во ова време кое што мора да признаеме е малку чудно последнава година, посебно за музичарите? Па изгледа и време ни даде многу дополнителна инспирација, искрено, бидејќи имаме енергија, немаме каде да извадиме во тој карантин. Значи мораше негде таа музика да излезе. Токму тој се случи со мене, значи почнав да аранжирам, да навлагам во друг правец на музиката, значи продукција, аранжирање и реално тоа многу почна да ме влече и да ме заинтересира. Така да многу се посветив на тоа и почнав темелно на работа, дајде да кажам, со страсти. Така. Значи, затоа и така извучат песните, сакаме да го следиме тој светски тренд на таа светска продукција и пробуваме на некој начин да се приближиме до светските артисти, до тој звук. Така да инспирацијата се раѓа многу спонтано, не знам, буквално се може да те инспирира. Мене буквално се ме инспирира, само треба да се погоди моментот, дадена емоција, некоја идеја, музика, доколку значи си осеќаш едноставно внатре во себе кога треба да излезе музика од тебе, некогаш може да се мачиш по цел ден и ништо да не излезе. Така. Така да едноставно тоа ти доаѓа. Така, според она што можеме да го слушнеме во овие две песни сте успеале и вие како изведувачи и автори, целата екипа да го донесете тој светски призвук за кој што зборувавте. Кажете ми за сите оние кои што сакаат да ве слушаат во живо, кој е планот за настапи за ова лето и дали во вашите настапи ќе има можност да уживаат и Стружани? Нормално, со задоволство. Се уште сум во преговори, се уште немам настапено никаде. Така. Правиме проби со бендот, се подготвуваме за летово, што предстои, значи ќе има доста работа. Се уште сме во преговори и тоа. Така, не сте имале ваква пауза, верувам, никогаш толку долго. Па реално да, се надевам ќе ме држи енергијата, како што ме држала до пред година и пол, али мислам дека сега многу повеќе енергија имаат и публиката и изведувачите, знаеш, кога човек го држи затворен, после кога ќе опуштиш на слобода, те пол со енергија, така да и се осеќа тоа и со публиката веќе, значи луѓе се желни за забава едноставно. Така и тоа ќе имате можност да го приредите летово. Долго сте вие на македонската музичка сцена. Кажете ми реално колку сметате дека се почитуваат македонските артисти и колку им се дадени можности, услови и мотиви за создавање практично на квалитетна музика? Јас стојам на една теза дека ни треба само еден добар медиум. Значи почнавме да се почитуваме меѓусебно, да се поддржуваме. Ние артистите правиме, верувате, се од себе, само ни треба еден добар медиум кој што постојано, како во другите држави, постојано и добар медиум, зборам и радиски и телевизиски, кој што постојано ќе се пушта македонска музика, ќе се пушта и на радио и на телевизија, што има ново секој артист секој дневно, значи зашто гледачот го прима тоа што му е понудено на телевизија нормално. Така, кога ќе се вратиме на тој период кога вие бевте на самиот почеток
имаше навистина такви емисии, имаше... Да, имаше медиумска покриеност, затоа и тогаш цветаше, ајде да кажам, естрадата. Сега се е сведено на интернет, на YouTube, но мислам дека тоа не е доволно. Сите држави си имаат прекрасни шоуа, емисии, каде што постојано артистите ги платираат своите нови ствари. Така да мислам, само тоа ни треба. Ништо друго. Така, ајде да позборуваме за она што се вика ваши идни планови и предизвици, размислувате со оглед на тоа дека се гледа дека имате доста инспирација кога успеавте да извадите 2 комплетни сингла скоро во исто време, размислувате ли можеби за албум или за концерт? Па да, тоа ни е се во планот, значи со тимот кој што работиме, но не сакам да ги откривам сите планови, еве ќе откривам нешто кратко, работиме веќе и на трета песна. Така? Кој што за многу кратко би требало да излезе. Сосема друг Стил? жанр на музика, бидејќи сакаме да експериментираме малку и како што кажав, го пратиме светскиот звук и тренд. Така, верувам дека ќе правите дека ќе правите некоја комбинација, нели, на побрзи хитови, нови, имате и убави балади. Да. Па да, јас сум на некој начин и препознатлив по баладите, но еве работим и на динамични, на брзи песни. Секој пеач мора да има и брзи балади, така да кога ќе излезеш на концерт мора да им принесеш и емоција и забава на публиката. Така, јас верувам... Дај Боже и на некој концерт. Така, јас верувам дека најпрво во плановите за свирките ќе ви се вклучи и спонтано и струга, па дека ќе имаме можност да разговараме и овде во живо во студиото на Play Radio. Со задоволство. Така, затоа што како медиум навистина да. Така, како медиум ние навистина ги следиме и ја почитуваме македонската музика, така што ќе ни биде многу драго да ни бидете гостин. Верувам дека покривме се што е моментално актуелно поврзано со вас. Ве поздравувам тука, ние ќе завршиме со Заборави. Ви благодарам на поканата. Така, ние продолжуваме понатаму до 14 часот се слушаме во денешното Play Cafe. Александар Тарабунов е следен со хитот Заборави.